Сега, јас ќе прејдам на проповедта која што имам за денеска. Ние започнавме со серија проповеди за блаженството. Кажав дека тоа е најпознатата проповед и проповедта која што има најдолг текст, најдолгата запишана проповед во Новиот Завет, во Библијата на Господ Исус. Спомнав дека проповедта на гората е една од најконтроверзните, бидејќи овде Исус бара од нас работи на кои што не сме навикнати. Работи кои што се спротивни на нашето тело, на нашата грешна природа. И во некои од тие работи Исус учи да простуваме наместо да се осветуваме. Исус учи да даваме наместо да зимаме. Исус учи да бидеме добри наместо да негуваме зло. И во тие некои особини или тие вредности се вткаени и во блаженството. Ние веќе зборувавме за блаженството, правда, зборевме за него. Денес ќе опфатиме уште две особини. Ќе ги опфатиме милостивите и чистите по срце. Во Матеј 5 глава, 7 и 8 стих вели вака: Блажени се милостивите, зашто ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Ајде да најнапред зборуваме за првата особина. Рековме дека ова не са различни категории на луѓе, него често пати станува збор за истите луѓе кои што ги имаат овие слабини. И ако размислувате, ќе видите некако тие како да се надополнуваат едни со други. Минатиот пат зборувавме, например, за оние кои што се бедни по дух. Бедните по дух се оние кои што осознаваат дека се грешни. И следствено на тоа, тие луѓе се и оние кои што имаат потреба од милост или бараат милост. Затоа велам дека се поврзани. Ако ти чувствуваш дека си беден по дух, дека си грешен, дека си недостоен, дека сам не можеш да се промениш и да се спасиш, тогаш нормално е ти да спаѓаш во луѓето кои што ќе бараат милост, ќе кажат: Господе, молам милост, грешен сум, не можам сам да се променам. Затоа овде станува збор за иста категорија на луѓе. И сега, кога Исус вели блажени се милостивите, зашто ќе бидат помилувани, се добива впечаток дека најнапред треба некој да покаже милост, па за да добие милост од Бог. Или на некој начин ние треба да ја заработиме милоста од Бога ако сакаме да ја добиеме. Први, ние треба да бидеме милостиви, откако Бог ќе види дека ние сме милостиви, тој ќе ни ја даде милоста. Тој ќе ни прости и нам. На некој начин, како ние да се обидуваме да го заработиме спасението или милоста од Бог. Но всушност не е така, обртно е. Милост може да покажат само оние кои што искусиле милост. Од каде го знам тоа нешто? Самиот Исус го поучува тоа. И ова многу добро и многу јасно се гледа од некои параболи што Исус ни ги кажува. Ке се сетите веројатно на параболата за непростителниот слуга. Знаете за која парабола станува збор? Еве ќе ви прочитам дел од оваа парабола. Се наоѓа во Матеј 18 глава. Матеј 18 глава, 23 стих започнува. Исус вели: Царството небеско прилега на цар кој што побарал да ја расчисти сметката со своите слуги. Кога почна да ја расчистува сметката, доведува кај него еден што должеше 10.000 таланти. Па бидејќи немаше со што да плати, господарот негов нареди да го продадат и него, и жена му, и децата негови, и се што имаше за да плати. Тогаш тој слуга падна пред него на колена и му се поклонуваше велејќи: Господаре, стрпи се спрема мене и се ќе ти платам. А господарот на тој слуга му се смилува и го пушти и му го прости долгот. Гледате, овој слуга имаше огромен долг и дојде кај господарот да бара милост, зашто требаше да биде продаден како роб и тој и целото негово семејство, и жената и децата. И вели, господарот му се смилува, му искажа милост. И што направи овој слуга подоцна? Вели, и тој вели, кога излезе, најде еден од другарите своји кој му должеше само 100 денари, и кога го фати, го давеше и му велеше велејќи: Врати ми го долгот. А тогаш неговиот другар падна над ничком на колена и рече: Стрпи се и се ќе ти исплатам. Но тој не сакаше. Не сакаше, туку го фрли, вели, во затвор, додека не му го исплати долгот. И кога за тоа разбра господарот,
се разгневи Господарот негов и вели, тогаш рече: зол слуго, јас ти го простив целиот долг, зашто ми се молеше, не требаше ли и ти да се смилуваш над својот другар, како што јас ти се смилував тебе? Исус во заклучок вели: така и мојот Отец небесен ќе постапи со вас, ако секој од вас не му прости од срце на брата си. И сега да ја прашам во овој случај, кој прв искуси милост? Дали први на овој слуга покажа милост, па потоа искуси, или тој први не искуси милост, па требаше да покаже? Тој први не искуси милост. Значи во параболата Исус ни кажува дека ние први ние искусуваме милоста и бидејќи сме ја искусиле, од нас се очекува и ние да покажеме милост. Ние први сме ја искусиле прошката од Бог. Нас ни е простено за сите наши греови. Бог ни се смилува нам и ни прости. И затоа Бог вели: така треба да се однесувате и вие кон другите. Затоа овде гледаме дека правилниот редослед на покажување милост е дека ние треба да сме милостиви затоа што ние сме добиле милост. Ние треба на другите да простуваме затоа што нам ни е простено. Ние треба спрема другите да бидеме толерантни и да бидеме по-чувствителни и да им покажуваме милост затоа што Бог така направи спрема нас. Во параболата ние гледаме дека најнапред овој непростителен слуга тој искуси милоста. И затоа Господарот рече: не требаше ли и ти да се смилуваш на твојот другар, како што јас ти покажав милост? Истото го гледаме и во параболата со фарисеот и даночникот. Ние гледаме, Исус јасно овде покажува кој е оној што ќе биде помилуван или оправдан. Имаме ситуација каде што фарисеот се молеше горделиво и велеше: Господе, фала ти што не сум како овој. Тој се фалеше со себе си, тој не ни чувствуваше дека има потреба од милост. Тој сметаше: јас сум си праведен, јас сум заслужил Бог да ми даде се што ми треба. Фала ти што сум добар, што не сум како овој. Додека даночникот, пише во Лука 18 глава, не се осмелуваше ни погледот да го подигне и како се молеше, се сеќавате ли? Господе, биди милостив спрема мене грешниот. Гледате, овде даночникот јасно кажуваше дека тој има потреба од милост. Биди милостив спрема мене грешниот. Од овие две параболи можеме да научиме барем две лекции за самите нас. Првата лекција, која што ја гледаме во втората парабола, е дека на сите нам ни е потребна милост и дека треба да го препознаеме тоа нешто. Проблемот со фарисеот беше што тој не препознаваше, но дека фарисеот тој јасно знаеше дека е грешен и затоа бараше милост. Да бидеме искрени, често пати ние, како евангелски христијани, особено кога сме долго во верата, ние мислиме дека сега повеќе немаме потреба да бараме милост од Бог, затоа што на почеток сме биле грешни, ама сега сме свети, сега си одиме редовно на црква, читаме Библија, се молиме, ние сме се оправиле во се, и ние сега другите ги гледаме со презир, слично како фарисеот, ама ние велиме: Господе, јас сум добар. Или јас сум добар, ја немам потреба ти мене што да ми простуваш. Ама има. Ние секојдневно и понатаму продолжуваме да грешиме. И понатаму ние имаме потреба од Божјата милост секој ден. Затоа овде даночникот се удараше во град и велеше: види милостив спрема мене грешник. Исус вели: ви велам, тој си замина дома оправдан, а првиот не. Втората парабола исто така не учи на една лекција. Таа учи дека како што зборуваше за непростителниот слуга, дека ние треба секојдневно да покажуваме милост или да гледаме на другите со едно разбирање и сочувство, наместо да ги презираме. Веќе гледате во таа парабола, слугата кога му беше простено, тој отиде кај неговиот другар и тој не сакаше да му прости. Иако тој самиот искусил милост, тој не знаеше да покаже на другите. Ние често пати, пак ќе кажам, после долго време чекорики со Христос, ние забораваме кои сме биле ние.
Додека бев во теолошко училиште, се расправавме околу една теолошка фраза. Дали ние сме оправдани светци или сме помилувани грешници? И едни студенти велеа, не, ние сме светци, така пише в Библията, дека ние сме свет народ, свето свещенство, избрано за Бога. Други велеа, ние сме грешници, бидејќи грешиме. Што сме сега? Грешници или светци? И професор, кога разговаравме со него, тој ни рече и двете. Да, ние сме светци, ние сме свети, но исто така сме свети токму заради тоа што сме помилувани како грешници. Ние сме по природа грешници и Бог не помилува, тој го оправда, ни го прости нашиот греф и на тој начин по милост станавме свети, по Божјата благодат. Всушност, ова нешто ни кажува дека сите ние претходно сме биле како оние на кои што ни е тешко да им простим или да ги прифатиме. Некои од најголемите слуги Божи проповедници претходно биле најголемите безбожници, најголемите криминалци, најголемите можеби наркомани, коцкари, насилници, па дури и убици. Еве апостол Павле, земите го на пример. И тој самиот пред Господа го помилува, тој самиот беше прогонител на црквата Божја. Тој прогонуваше, мачеше и убиваше христијани. Затоа во 1 Коринтијаните Павле вели: не сум достоен да се наречам Христов апостол, бидејќи јас бев прогонител на црквата. Минатата година, ова време, некаде околу ноември, имавме една конференција со еден човек кој што е познат Божи слуга, Ники Круз. Бевме на конференција во Скопје. Кој од вас бевте таму? Повеќето бевте, да. Оние што бевме таму знаеме дека Ники Круз бил претходно водач на банда во Њу Јорк. Самиот тој се занимавал со дрога, со проституција, со насилство, со убиство. Самиот тој бил човек на насилство. Но по Божја милост тој е променет и станал слуга Божи. Затоа тој самиот ја искусил милоста и сега се очекува од него и од сите нас да искажуваме милост и кон оние или да гледаме милостиво кон оние што живеат во греф. Често пати тенденцијата на нас кога подолго време сме во црква да ги осудуваме сите оние што живеат во греф, да кажеме: види го како не му е срам, види како живее, види живее со, блудствува, види го овој што прави, како не му е срам. Но слушнете што вели апостол Павле за таквите луѓе. Во 1 Коринтијаните 6 глава, од 9 до 11 стих. Павле вели: не знаете ли дека неправедниците нема да го наследат Царството Божие? Не лажете се. Ни блудниците, ни идолопоклониците, ни ракоблудниците, ни мажоложниците, или во некои преводи стои хомосексуалците, ни кратците, ни користолюбците, ни пијаниците, ни хулниците, ни разбойниците нема да го наследат Царството Божие. И ние велиме: така е! Пекол за тие луѓе, смрт за тие луѓе, осуда за тие луѓе. Како може идолопоклоник, блудник, прелюбодеец, разбойник, за тие луѓе нема милост. Но слушнете сега, Павле продолжува и што вели. Вели: а такви беа и некои од вас. Но се измивте, се осветивте и се оправдавте во името на нашиот Господ Исус Христос преку Духот на нашиот Бог. Ја гледате ли сега поентата на Павле? Павле вели: овие луѓе нема да го наследат Царството Божие. Ама не брзайте да судите, знаете дека такви бедствени и некои од вас. И ние бевме во таа категорија. И ние бевме во таа група, па Господ ни се смилува. Затоа и ние од нас се очекува да бидеме милостиви кон тие луѓе, особено оние кои што се каат, оние кои што дошле кај Бог и барале покаяние и промена. Знаете, има една приказка за некој цар, кој што бил познат по тоа што бил милостив цар, човек со добро и милостиво срце. Но интересна била историјата позадината на тој цар. Тој како мало дете бил многу сиромашен, беден, одел во искинати алишта и живеел таков беден живот. Но по милост Божја овој човек кога пораснал станал цар и дошол во ситуација да биде на престол и се нашол во раскошна палата, уживал во богатство. Но овој цар
останал со едно добро и милостиво срце. Знаете ли која била неговата тајна? Тој си имал една тајна соба, во која што си ги ставил сите негови работи од детството. Таму биле неговите стари искинати алишта, бил неговиот стар сиромашен мебел. И во таа соба тој влегувал еднаш во неделата и поминувал одредено време таму. И кога го прашале царе зошто го правиш тоа нешто, тој одговорил: за да не заборавам од каде доаѓам, да не заборавам што бев и да не заборавам дека по Божја милост сум тоа што сум. И тоа му помагало на овој цар, кога суди, кога донесува одлуки, кога се однесува спрема народот, да го прави со едно милостиво срце. Знаете, кога ние ќе се подсетиме кој сме и кој бевме, и дека по Божја милост сме само светци, тогаш веројатно ќе се однесуваме многу по-кротко и милостиво спрема другите. И токму тоа е поентата на оваа особина. Исус вели: благословени се или блажени се милостивите, зашто ќе бидат помилувани. Значи, бидејќи Господ нам не искажал милост, тој очекува и ние да искажуваме милост на оние кои што нам не изгрешили. Затоа во молитвата Оче наш ние велиме: прости ни ги долговите наши, како што ние простуваме на нашите должници. Исус овде јасно ни кажува: ако ние спрема другите не се однесуваме милостиво, тогаш и ние не ја заслужуваме неговата милост. Ако ние сме искусили милоста, се очекува и од нас така да се однесуваме. Значи, ова се двете лекции на милоста. Првата, треба да не забораваме дека нам милост ни е потребна постојано, секој ден, не само кога првиот пат сме се покајали. Втората парабола не учи дека ние треба спрема другите да се однесуваме милостиво. И третата лекција исто така е многу важна, ќе ја најдеме низ целата Библија, а тоа е дека милоста треба да биде непресушна. Знаете, кога Библијата го опишува Бог во неговите особини, кога зборува за милоста поврзана со Бог како негова особина и категорија, Библијата секогаш зборува за тоа дека неговата милост е вечна. Со други зборови, таа постојано трае. Таа не завршува. Знаете, не е можно ние да дојдеме кај Бог денеска и да ни прости, а утре кога ќе дојдеме Бог да каже: извини, ама ми заврши милоста, толку немам веќе, немам, се потроши. Немам, извини, жал ми е. Неговата милост е вечна. Секогаш кога ќе дојдеме кај него, тоа значи да побараме прошка, тој секогаш ќе ни прости. И по 1000 пати да сгрешиме, и по 1001 пат кога ќе сгрешиме и ќе дојдеме кај него, тој пак ќе ни искаже милост. Еве што пишува Псалм 136:26. Вели: славете го небесниот Бог, зашто е вечна милоста негова. Всушност во овој псалм, во секоја една реченица се спомнува оваа фраза: вечна е милоста негова. Вечна е милоста негова. Таму се спомнува најмалку можеби 20 пати. Вечна е милоста негова. Но ова не е единствениот псалм кој што ја објавува оваа вистина. Ова вистина има во многу псалми и на многу други места во Библијата. Не стигнам да пребројам, ама сигурен сум, бидејќи утрово ги читав овие стихови, сигурен сум дека барем 100 пати може да го најдете овој стих или оваа фраза: вечна е милоста негова. Библијата постојано гласува. Зошто тоа е важно за нас? Зошто е важно да разбереме дека Божјата милост е вечна и непресушна? Затоа што ние сме луѓе кои што постојано грешиме. Нели е така? Секој ден одново и одново имаме потреба на неговата милост. И понекогаш ѓаволот знае да дојде да ни шепне: пак ли ќе доаѓаш кај Бог сега? Пак ли ќе бараш прошка? Па вчера за истото бараше. Па вчера за истото грешеше. Па вчера лажеше, сега пак ли ќе бараш прошка? Па вчера опцу и рече: веќе нема да правиш. Сега пак ли ќе бараш прошка? Па вчера ја колнеше оваа комшиката, сега пак ли ќе бараш прошка за истата работа? Па нели рече дека веќе нема да пиеш, пак ли ќе бараш прошка? И знаете што вели нашиот Бог? Дојди, керко моја, дојди, сине мој, пак ќе ти давам прошка. Се додека искрено се каеш, мојата милост е вечна. Вечна е неговата милост. Но знаете што? Ако Бог е таков Бог, кој што има вечна и непресушна милост, Бог истото го очекува и од нас. Сега тука малку да бидем искрени, не ни е баш свидно. Ние сме спремни да бараме од Бог секој ден,
прошка, ама не сме спремни на луѓето секој ден да бараме прошка. Знаете ли откаде знам? Па чекайте да не одиме далеку. Самите апостоли имаа проблеми со тоа нешто. Се сеќавате ли кога се кара апостолите околу тоа колку пати треба да се прости? Сеќавате ли на тој момент? И знаете што му поставија прашање на Исус, мислам дека Петар беше, рече: "Учителе, де ти тука објасни на нас, ние се расправаме цял ден, не може да се разбереме. Колку пати треба да му простам на брат мој? Еве се караме, Јаков вика 3 пати, ја викам најмногу до 5 пати. Колку пати? Еве некој вели 7, до 7 пати ли, Господе, треба?" И знаете што рече Исус? Најмногу до 8, ништо повеќе. Не. Исус рече не 7. Ако треба 70 пати по 7, пак ти му простиш. Исус ова не го ограничи простувањето. Колку е 70 пати по 7, донка? Океј, 490, слаб сум математика. Но замислете, 490 пати некој да ви сгреши и вие ќе му простите. Ако изгреши 491, вие треба да кажете: "Веќе не простувам, Исус рече 490. Не, поентата на Исус не беше да не ограничи простувањето, него поентата беше, бидејќи тие го ограничија на 7. Исус ви рече и 70 пати по 7 да ви прости, да ви изгреши, вие пак треба да простите. Значи, колку и да е, се додека тој е спремен да бара прошка, вие треба да му простите. Затоа овде гледаме дека Исус ни кажува дека и ние треба да имаме таа особина на неограничена милост, на милост која што е непресушна. Тук всушност самиот тој го кажува тоа нешто во Лука 6 глава 36 стих. Вели: "Бидете милостиви како што и вашиот татко е милостив." Гледате, Исус ни е нагласува ова вистина и ова потреба. Исус вели: "Бидете и вие милостиви, како на ист начин како што е милостив вашиот татко." А нашиот татко како е милостив? Непресушно. Неговата милост каква беше? Вечна, постојана. Таа не заминува, таа не свршува, таа не се потрошува. Затоа Исус очекува и од нас такво нешто. Сега прашањето е: спремен ли си ти да покажуваш таква милост секој ден? Често пати ние не живееме по таков начин. Доволно е некој да ни сгреши еднаш и велиме: "Веќе нема да му простувам. Веќе некам со него ништо да имам." Често пати, за жал, кога разговарам со некои луѓе и еве се советуваат со мене, има изрази од некои браќа или сестри кои што ќе додат и ми кажат: тој ми сгреши на таков начин што повеќе некам со него ништо да имам, некам лицето да му го видам. Не сакам ништо со него да имам. И јас велам: "Ама ти мораш да му простиш." "Ама како да му простам кога ми сгреши?" "Не му простам. Не заслужува тој да му простам." Но знаете, проблемот е во тоа што ниеден од нас не заслужува. Милоста не можеме да ја заслужиме. Ако ја заслужуваме, нема да е милост. Ја сваќате ли поентата? Ние имаме потреба од милост токму затоа што не можеме да заслужиме да ја добиеме. Тоа е милоста. Милоста по дефиниција значи незаслужена прошка. Да добиеме нешто што не заслужуваме. Имам и ситуации во кои што знаат браќа или сестри да кажат кога ќе разберат дека некој човек направил нешто лошо. Некој брат или сестра, не мора да е лично на него, ама ако разбера дека тој, не знам, извршил прелюба, или дека тој брат направил нешто лошо, ја удрил сопругата, велат: "Јас со тој човек повеќе ништо не сакам да имам. Веќе во животот за мене е мртов. Тој повеќе ќе го избришам и некам ништо." Тој човек може би се покајал за неговиот греф. Се покајал пред Господа, се покајал затоа што бил насилен. Но ние и понатаму велиме: "Не сакам ништо со него." Готово, ние сме го веќе дискредитирали. Но знаете, ако Бог му искажал на тој човек милост и му дал втора шанса, должни сме и ние. Тука треба да се научиме да бидеме во оваа категорија на луѓе за кои што Исус вели: "Блажени се милостивите." Бог му искажа милости на цар Давид. Знаете, цар Давид искажа и изврши прелюба. Тој изврши прелюба со Вирсавеа и потоа губи незиниот маж само за да ја земе. И тој за тоа беше ја плати казната. Неговиот син се подигна подоцна против него и имаше пророштво дека нема да престане мечот во неговиот дом. Но сепак Бог му искажа милост во тоа што не го одзема спасението и се сеќавате во една прилика Давид се молеше за чисто срце.
И тоа е втората работа за која ќе зборуваме денеска, за чисто срце. И Бог му искажа милост и пак го прифати, и пак го потребуваше. Затоа третата лекција за милостивите е дека од нас се очекува постојано да искажуваме милост.